Ретки болести се нашата тема на денот. Вечерва во Дневникот со председателката на Сдруженијето Живот со предизвици, Весна Алексовска. Алексовска, слушнавме прилогот, се зголема бројот на болести, се зголема бројот на пациенти, а парите за програмата, буџетот за програмата е намален. Добивте ли објаснување зошто, ќе барате ли да се промени нешто? Така, значи Министерство за здравство си побарало соодветен буџет, но Министерство за финансии е тоа што го дава буџетот на собрание и тоа што ги крати буџетите. Не е скратен само буџетот за ретки болести, скратени се буџети на програмите за болестите, различни програми на Министерството за здравство, така да тоа е навистина голем проблем, затоа што програмите на Министерство за здравство, освен што се за превентива, се и за лекови и доколку ги немаат пациентите тие лекови, тоа значи дека нивниот живот ќе биде во опасност, односно ќе бидат загрозени нивните животи. Често се случува и со буџетот кој го имаме да каснат лекови и да ги нема месец дена, 2 месеци, 3 месеци. Еве сега последно месец дена некои пациенти немаа лекови, токму за тоа што треба да се направи прием, треба да се направи достава, што значи ако се намали буџетот, тоа каснење ќе биде уште поголемо и останувањето без терапија ќе биде уште поголемо и не е малку намален, многу е намален буџетот од тоа што можевме да го видиме од податоците што се објавени, од 24 милиони оваа година евра што е буџетот, е намален на 17,5 милиони евра, што е навистина невозможно, освен ако Фондот за здравство не реши да си прифати одредени пациенти и лекови, па да одат преку Фондот за здравство, но и сите знаеме колку е тешко преку Фондот за здравство да се добијат одредени лекови, најчесто одат преку условните буџети на клиники и тие каснат со тендерите и тие лекови доцнат и тие пациенти остануваат без терапија. Нема објаснување за сега, гледаме дека и други буџети се скратени. Она што можеме да го направиме е да реагираме сега и одма, пред да се донесе тој буџет, додека се уште е во собраниска расправа, и апелираме и до пратениците и до Министерство за финансии дека буџетот за ретки болести не смее да биде намален. Мислам воопшто да бидеме сериозни, Министерство за здравство не смее да има намален буџет. Министерство за здравство треба да има зголемен буџет, има иновативни лекови, има нови диагнози, нови пациенти. Луѓето се исалуваат од државата заради вакви работи. Луѓето бегаат и бараат азил. Зарем треба да го дозволиме тоа на нашите сограѓани така да им биде? Во регистарот се заведени околу нешто над 1000 пациенти со ретки болести. Точно. Дали ова вистинската бројка или веројатно е поголема од оваа бројка и колку на годишно ниво имаме нови случаи што ги знаеме? Значи бројката е многу поголема затоа што дел од пациентите со ретки болести се повеќе од 20 од една болест, а во програмата се само до 20, што значи дека се лекуваат преку условни буџети во клиниките во Клинички центар Скопје. Тоа е другиот дел, дека сите се лекуваат во Скопје, дека не можеш да добиеш лек за одредени ретки болести, па и хронични болести во други градови во нашата земја. И бројката од 1000 е веројатно бројка која пациенти кои инсистирале да бидат регистрирани иако за нив нема лекови, и пациенти кои мора да се регистрирани за да добијат лек, пошто ако не си регистриран не можеш да добиеш лек. И тие што за кои нема лекови, многу често не се ни регистрираат затоа што едноставно не ја гледаат потребата и бенефитот од истото да бидат регистрирани. Ако пресметаме според проценти, веројатно и 20.000 ќе биде бројката и многу поголема, може и до 100.000 да стигне на ретки болести различни, затоа што имате и ретки ракови кои се на хематологија, на онкологија, имате многу ревматолошки автоимуни болести кои се лекуваат на ревматологија, на детска клиника има еден куп случаи, така да веројатноста е дека таа бројка е многу поголема. Тоа го видов од нешто над 1000, само 430 се лекуваат. Што прават овие што немаат лек? Како живеат? Значи вака да се разбереме, од 6000 ретки болести на светот кои до сега се забележени, а можеби и повеќе ги има, само за околу 300 постојат лекови од тие ретки болести кои се откриени до сега и забележани. За другите не постојат лекови. Сега остануваат неколку работи. Првото е клинички студии, ако има шанса да се влезе во клиничка студија, ако има истражување за таа болест, па некако да успееме да ставиме пациенти. Другото, веројатноста е дека се потребни одредени ортопедски помагала, колички, потребна е пристапност и во домот, и на училиште, и во институциите, и во културните установи, пошто сите размислуваме за тоа да се преживее, но никој не размислува за социјализација. На сите нас ни е потребна социјализација. Луѓе што немаат деца и немаат проблеми се жалат дека поради премногу работа немаат социјализација, а можете да замислите на тие што имаат проблеми како им е. Од друга страна имате и пациенти за кои се потребни центри или групни домови каде што можат да се прават одредени активности и навики за животот да им биде поквалитетен и подобар. Значи, секогаш има нешто што може да се направи.
забави или физикална терапија. Од друга страна, социјалните надоместоци кои се даваат, кај нас немаме дефиниција во Министерство за социјала, во Законот за социјала за ретки болести. Сега се обидуваме да ја внесаме, но мора прво во здравство, па потоа во социјала и во фондот, пошто инаку не може. И значи правата пациентите ги добиваат како ретките болести се пациенти со дисабилитети. На друг начин не можат да добијат и многу пациенти се одбивани затоа што немаат видлив дисабилитет. Например, имате пациент со пулмонална фиброза или хипертензија, каде што дишењето му е загрозено и пошто не се гледаат белите дробови на површина и успел да се искачи по скали човекот, без разлика дали му требало пола саат за 10 скали или 15 минути, и му викаат, па ти си здрав, ти не можеш да добиваш соодветни социјални услуги или надоместоци кои како за мобилност, за туѓа нега. Образовните асистенти не се доволни, потребни се асистенти и дома и родителите и тие што се грижат за лицата со ретки болести и дисабилитети да имаат некаков живот, нели? Значи не е доволно, треба да се прават многу работи. Ние како здруженија се здружуваме, бараме, работиме и со труд и социјала, работиме и со Министерство за здравство, со финансии и подешко работиме. Кај нив немаме прием, пошто мислам дека не треба да соработуваат со нас, тие се финансии, па соработуваат директно со финансии. Да, бараме пари. Се сеќавам дека кога немаше ништо за ретки болести, тоа беше 2012 кога почнавме да работиме. Мислам дека во еден момент министерот за финансии ми рече не ми доаѓа и повеќе, пошто го бркав по настани, не можев да добијам состанок. Не ми доаѓа и знам што ми бараш, ќе пуштам пари во Министерство за здравство, барај го министерот за здравство, остави ме мене на раат. И си викам, да, тоа е идејата. Значи, ние соработуваме со здравство, но и тие бараат нашата поддршка за да буџетот на здравство не се намали. Раната диагностика е клучна. Како државата стои на тој план? Има ли доволно центри каде што се прават генетски анализи? Дали тоа може да се направи во земјава или некои мора да одат и надвор? Значи вака, имаме Институтот за биотехнологија и имунологија што е во клинички центар. Исто така го имаме МАНУ, значи генетски инженеринг и биотехнологија. Доктор Дијана Плашевска-Карамфилска е прекрасен човек и успеа да направи и други проекти што не се поддржани од државата, но што се поддржани и регионално или што се поддржани од европски програми, затоа што сака да работи и затоа што сака да им помогне на лицата со ретки болести. Некогаш се прават и донации од фармацевски компании со цел да се направи диагноза, пошто ние само 85% некаде од ретките болести се генетски, другите можат да бидат автоимуни или инфективни, но голем дел се генетски и токму таа генетика ни е потребна. Со тоа што секогаш каснат реагенси или пак се тендери во прашање, мислам дека во нашата држава секогаш се тендери во прашање за да нешто се добие, за да нешто се помести. Но знам дека многу се трудат, дури и стигнаа до моментот на да се испитува и преимплантацијски да се прави диагноза, каде што веќе имаме семејство со кое раѓа дете со ретка болест, за да може да роди здраво дете, затоа што некојаш нема лекови, како што споменавме, нема како да му се помогне. Некои луѓе доживуваат само 5 години од својот живот. Кај некои луѓе болеста може да се појави на 50 година од животот. Затоа и цело време раскажуваме дека ретката болест може на секој да му се случи. Ако не во потесното семејство, во поширокото семејство, некој нешто има. Значи, не можете да знаете секакви гени носите и токму тие генетски анализи се навистина потреби. Има луѓе што прават и во странство, и во приватните болници. Приватните најчесто со странство соработуваат, но ги имаме условите и Фондот за здравствено осигурување рефундира, односно плаќа, значи со партиципација се оди за да може да се направат тие испитувања, така да ги охрабрувам луѓето кои не ги направиле да ги направат. Тука е другата стигма, некои луѓе знаат во семејството дека имаат некоја ретка болест, па не сакаат да се истражат, не сакаат да испитуваат, сакаат да си го живеат животот. Ги разбирам, ама некојаш е подобро да знаеш. За крај само Кусо, се подготвува нова стратегија. Точно. Какви се очекувањата и што треба да донесе овој документ? Така, значи стратегијата не е нова, уште 2014 сме почнале со стратегија да работиме. Имавме неколку работилници во 2019, во 2020 и сега во 25-та, 4-та правевме работилници. Значи стратегијата е подготвена. Во неја има и образование, и социјала, и здравство. Тоа е план според кој треба да се работи за ретките болести да имаат сигурна иднина, да не се случуваат кратења, да не се случуваат проблеми.
туку да имаме план како се работи и како се стигнува до подобар живот за овие семејства. Значи, не сакаме веќе да слушаме како ние сме скапи луѓе. Не сме скапи луѓе, ние не сме барале да бидеме скапи луѓе. Ама јас ако не ја примам терапијата, нема да стојам тука до вас, ќе стојам во колечка тука до вас, ќе имам извадена слезина и ќе имам коски кои се кршат при гушкање, ќе имам ниски тромбоцити и низок хемоглобин. Фер е тоа, не е фер. Со терапијата јас сум здрав, прав и нормален човек кој придонесува општеството и работи 3 работни места и има време за социјализација и да одгледува и семејство. Така да гледаме на добрата и на позитивната страна, да ги одгледуваме овие луѓе затоа што се важни за општеството. Вие не сте ни свесни колку луѓе има што се магистри и доктори на науки што имаат некоја ретка болест. Алексовска, ви благодарам за гостувањето и ви посакувам добро здравје, тоа е најважно. Ви благодарам и вас и да се надеваме дека ретките болести ќе бидат згрижени затоа што и ние сме граѓани на оваа држава. Така е.